Добро дојдовте во 3D центарот во Скопје. Ова е уште една епизода од серијалот емисии посветени на стоматологијата или насловена Минути на стоматологијата. Во ова издание зборуваме за која е разликата помеѓу дигиталната и традиционалната стоматологија. Со помош на нашата гостинка, доктор Ирина Зареска, председател на Македонското здружение за естетска стоматологија, и доктор Марио Јурхар, ќе зборуваме подетално за оваа тема. Докторке, ќе започнеме прво со вас, прво со дамата. Како Македонското здружение за естетска стоматологија го прифати 3D центарот, односно сите оние новитети кои што овој центар ги носи во стоматологијата? Нашите членови со задоволство ја примија веста дека еден ваков 3D дијагностички центар е отворен во Скопје, а ќе им служи на сите стоматолози од цела Македонија. Посебно сме задоволни што на едно место можеме да ги испратиме пациентите и тука да се обават неколку различни типови на снимања кои што нас ни се потребни за да стигнеме до еден естетски резултат. Например, нашите случаи подразбираат мултидисциплинарно решавање, без разлика дали се започнува со протетика, ортодонција, имплантологија или пародонтологија. На сите целта ни е иста, а тоа е еден среќен и задоволен пациент, и затоа оваа соработка е од огромно значење за сите нас. Би ве замолила да појасниме која е разликата помеѓу дигиталната и традиционалната стоматологија. Постои ли голема разлика? Разликата е огромна. Секако дека ние сме уште во зачетоците на дигиталната стоматологија, која што на светски рамки постои повеќе од 15 години, но овој центар нуди од сите области. Ќе започнем со еден дијагностички протокол кој што мора да се содржи во секоја современа естетска стоматологија, а тоа подразбира 3D снимање на коскените и меките ткива. Со тоа ние знаеме каде и колку можеме да планираме поставување на импланти, дали треба да одземеме од коскеното или да додадеме коскено ткиво, дали имаме вишок на меки ткива или ни недостасуваат, што значи го планираме хируршкиот дел. Понатака можеме да направиме екстраорално скенирање на лицето на пациентот, интраорално скенирање на сите устни делови, со што можеме да ги суперпонираме сите овие скенови, значи на коскени, меки ткива, екстраорални параметри на лицето кои што се битни за естетиката, и интраоралните наоди на забите и на непцата, и да направиме еден одличен, прецизен и најсофистициран план за тоа како треба да изгледа нашиот третман. Да, тоа значи дека го нема во традиционалната стоматологија, претпоставувам, и овде ми се надоврзува прашањето со што се користат стоматолозите, односно зубните лекари, кога станува збор дигиталната стоматологија, со каква опрема, со каква техника? Значи, досега јас ви ги кажав основните работи, тоа се 3D, CBCT или компјутерската томографија, екстраорален скенер, интраорален скенер. Потоа, постојат скенери кои што ги користат зубните техничари, значи тука можеме да најдеме на едно преклопување со традиционалната медицина, откако ние ќе земеме еден отпечаток од велиците со силикони, алгинати и други материјали кои што одамна се познати, повеќе од 100 години се користат, но секако се усовршувани. Потоа, скенирањето на овие модели им дозволува на зубните техничари во микронска прецизност, значи доколку традиционалната стоматологија овозможуваше правење на протетички надоместици со 200 микронска прецизност, овие се симнуваат до 20 микронска. Значи тоа што се прави со дигиталните процедури е далеку по прецизно, а тоа значи ефикасно. Нашите пациенти се задоволни со добивање на ваквите надоместоци, бидејќи забите се заштитени од влез на бактерии, од создавање на пародонтални џебови, од секакви
вметнување на остатоци од храна кои што потоцна не може да ги исчистат. И затоа современата стоматологија не може да се замисли без овие дигитални алатки. Понатака се користат и во ортодонцијата, значи освен 3D диагностиката во ортодонски аспект и изработката на најновите ортодонски третмани со помош на алајнери, компјутерски и софтверски планирање и решавање на случаевите. Освен што е докторот однапред свесен за патот низ кој што ќе помине пациентот, и на пациентот многу поедноставно можеме да му го објасниме. Затоа што ортодонските третмани неретко траат повеќе од 6 месеци, година дена и повеќе. Многу е добро кога ние можеме да му објасниме на пациентот каде почнуваме, каде ќе бидеме некаде на средина од третманот и како ќе изгледа кога ќе заврши. Така, како пациентите реагираат кога им објаснувате? Дали ние како популација сме подготвени за овие промени? Апсолутно да, поготово многу имаме добар фидбек со помладите пациенти кои што се што е дигитално им е многу поприфатливо, бидејќи тие ги перцепираат работите иконографски, за разлика од нас повозрасните кои што сакаме да прочитаме некаде, сакаме да се увериме текстуално, да го провериме тоа. Младите со кликање на 10 копчиња на апликација веќе знаат ние што работиме, како го работиме. Да кажам дека многу полесно и подобро го прифаќаат третманот, а исто така и повозрасната популација стекнува поголема доверба во нашата стручност. Доктор Јурхар, ме прашала и вас, колку е важно стоматолозите, односно лекарите, да се движат со современата технологија? Во однос на ова прашање ќе бидам многу краток и концизен. Сите знаеме колку дигиталната стоматологија ни овозможува еден правилен и прецизен третман, а особено има значај во однос на времето што се заштедува за тоа пациентот да го поминува на стоматолошкиот стол, да во ерата на дигиталните отпечатоци, водичите за импланти и 3D принтингот на коронки, веќе доаѓаме до состојба да пациентите доаѓаат без заби, а си одат со заби. Да, кога се веќе зборуваме за естетската стоматологија, так, колку е значајно и важно РТГ диагностиката во естетската стоматологија? Секој стоматолошки третман, без разлика на тоа дали се работи за орална хирургија, пародонтологија, кариологија, ендодонција, детска стоматологија, ќе напоменам дека 3D диагностиката во овој центар ја правиме и на детски пациенти со најсовремениот рентген апарат со минимално зрачење од зелена варијанта. Потоа, околу естетската стоматологија, секој третман да започнува со рентген диагностика. Сега, кога работиме естетика, најбитно од се со помош на добра рентген диагностика да се тргнат сите несакани промени од оралната празнина, па да започнеме со естетскиот зафакт. Има една стара изрека, кажува не оди да се стави лак на калливи кондори. Така, се согласувам. Убаво ќе го завршиме ова издание на минути за стоматологијата. Доктор Зареска, благодарам за присуството. Доктора исто така. Ви благодарам многу. Се надевам дека ви станаа појасни некои работи кога се работи за тоа која е разликата помеѓу дигиталната и традиционалната стоматологија. Ви благодарам што следевте уште едно издание на минути на стоматологија. Продолжете и понатаму да бидете заедно со нас.